Здраво, луѓе мои, здраво македонци мои. Ја создадов оваа платформа од самиот почеток и кога веќе имам вакво нешто кое што го поседувам, сметам дека во ваков момент треба да се искористи. Досега на мојот канал не сум зборувал никогаш за политика, не сум изјаснувал мои политички ставови, не сум изјаснувал буквално ништо заради тоа што сум сметал дека треба да се држиме на таа забавна програма, да се шегуваме, децата да се забавуваат, младите да се забавуваат и сите вие кои што ги гледате моите видеа да се забавувате. Меѓутоа, во ваков момент кога ваква ситуација е нашата држава и кога некој сака да ја продаде нашата историја, нашиот идентитет и нашиот јазик, ако подзаборавиме дека треба да зборуваме јавно за оваа работа, која е поентата на нашето постојање? Еве, 70.000 луѓе можеби го следат овој канал, се надам дека ова видео ќе допре до многу повеќе од вас. Тие што ме следите на Инстаграм знаете дека завчера одржав говор на протест. Иако никогаш не сум бил некој си голем активист на тие протести, меѓутоа секогаш сум бил голем активист за Македонија. Знаете кој е мојот став, знаете колку си ја сакам мојата држава и многу пати до сега сум зборувал јавно за тоа дека сум против Северна Македонија, сега сум против францускиот предлог, сум против бугаризација заради тоа што си ја сакам својата држава, го ценам минатото на мојата држава и ги ценам сите оние луѓе кои што загинале за нашата држава. Овие денови сме сведоци дека некој сака да ја избрише нашата историја и мислам дека не постои ниту една друга држава во светот во која што народот е волку поделен. Го спомнав протестот и моето излагање, па пред да го погледнеме и што кажав таму, сакам да се изјаснам, бидејќи овие денови добив многу пораки кои што беа дека сум бил со политичка позадина, дека нешто ќе добијам, дека ќе ме вработели или не знам што. Знаете како, ми се јавија и ги одбив во првиот момент, токму поради тоа размислување го имав и јас во главата, си викам Стефан, ти со политика и сами знаете дека не сум политички ориентиран и не сакам да се ориентирам се уште, бидејќи сум млад и се уште немам никаков став за ниедна политичка партија, меѓутоа си дојдов дома и си викам, еве, кога беше за бака прасе ситуацијата, кога зборувавме за Северна Македонија, кога зборувавме колку сме против тоа и кога си ја браневме државата и општо кога ги браниме ставовите ние јавните личности, и сега се случува момент кога некој ме повикува да си го кажам тоа пред својот народ, да го кажам својот став и извинете, не знам, меѓутоа во таа ситуација испаѓам пичка. Буквално се повлекувам и заборавам се она што сум го зборал јавно, а испаѓам буквално кукавица. Затоа си кажав, кој што сака нека зборува, мојата душа е чиста, јас сум со окрената глава, јас сум чесен и знам во што верувам, во што ќе верувам. Знам што сум бил, што сум и како ќе умрам. Јас сум македонец и ништо друго. Затоа решив да отидам, да го кажам својот став и го направив тоа. Никогаш погорд не сум се почувствувал и искрено стварно не ме интересира што ќе мислите, дали ова е со политичка позадина или не. Јас стојам гордо и со дигната глава и верувам во тоа што го кажав. Во продолжение сакам да го видите мојот говор кој што пред се си го ставам за себе, да имам едно сеќавање, да си го видам некогаш и да се гордеам со тоа што сум го направил. Погледнете. Македонија! Народе мој, македонци мои, јас сум можеби многу помал од многу од вас тука. Меѓутоа знам дека сум и се чувствувам исто како македонец како сите вие тука, затоа што не постои ниту друг идентитет, ниту друг јазик, ниту друга држава освен Македонија. Не треба да имам многу години за да знам како се чувствувам. Не треба да имам 80 години за да имам искуство и да знам и верувам во тоа во кое што ме учеле постарите, професорите, родителите. А сега некој сака да го избрише тоа. Застанувам тука без никаква друга цел освен за мојата држава Македонија. Без никаква друга позадина. Сакам да им се обратам на младите кои што сега не се тука меѓу нас, кои што се дома, кои што ги следат овие протести и велат јас ако не сум таму нема ништо да решам. Не е така. Сите ние треба да станеме, да се бориме за нашата држава. Ова се историски моменти.
И во вакви моменти не смееме да бидеме кукавици. Не за бугаризација, не за француски предлог. Сакам да им се обратам на оние кои што денојеве си ги топлат газовите во фотелја. Додека својот народ е излезен, односно па и нивниот народ, да, ние сме македонци, е излезен на улица, па беше и каменуван, па беше и тепан, а тие седат во фотелја. Сакам да ги прашам, како ќе се погледнат во огледало, кога ја ставаат својата држава на маса и преговараат. Македонија не е за преговарање. Треба да знаат дека тука сме со една искрена цел и сите имаме ист став. А тоа е не, 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 никогаш Северна, само Македонија. Драги мои, ќе завршам сега, меѓутоа сакам да испеем една песна, сите заедно. Абре Македонче, каде се спремаш? Борба те чека, борба за слобода. Борба те чека, сите! Нека разберат клетите душмани македонско име. Нека разберат клетите душмани македонско име. Нема да загине. Да живее Македонија! Македонија вечна и ништо друго! Ете така, сега сакам да ви се обратам на вас. Имав многу работи кои што сакав да ги кажам таму, меѓутоа и притисокот и тремата и одговорноста си го направи своите, многу работи заборавив. Меѓутоа мојот став за овие протести е дека не треба да има нешто многу тупење на бина, бидејќи со тупење на бина не се решаваат овие работи и не се постигнува целта која што треба да ја постигнеме. Сакам да го најавам и видеото на Мандар кој што ќе биде утре, сакам малку повеќе да му оставам на него простор да каже зошто е француски предлог е лош за нас. И многу повеќе разбира од мене од историски аспекти, сакам да му посветиме многу повеќе внимание на Мандар отколку на мене и на ова видео, затоа ве молам утре или следете го него на Инстаграм, ќе дознаете утре кога ќе го објави неговото видео. Јас сакам да ви се обратам на вас, да се обратам на јавните личности, да се обратам на вас македонците и да се обратам на вас младите, како што кажав во самиот протест, односно говорот на тој протест. Ако ние младите во оваа ситуација забораваме што е Македонија, и ако во оваа ситуација го имаме ставот, ајде брат, политика е батали, си ја губиме својата држава, како што успеа да си го протнат референдумот кога гласно народот кажа не со тоа што не излезе и го сменија името. Сега сакаат да ни ја сменат историјата, сакаат да ни го сменат јазикот и сакаат да ни го сменат се она што било македонско. Морате да разберете дека таа историја ќе се смени. Прво започнува од самите нас, потоа сите држави ќе заборават од каде почнала, од каде постои Македонија. Морате да разберете дека ќе се променат многу работи во учебниците, ќе се променат многу споменици, ќе се промени многу од тоа што реално се случило. Со текот на генерациите за 50, за 100 години, тие луѓе што ќе бидат тога живи нема ни да знаат што се случувало заради тоа што сами си ја менуваме историјата. Вие како млади луѓе во оваа ситуација морате да знаете дека нема никаква политичка позадина ова што сега се случува. Иако таму има представници на политички партии, меѓутоа има народ, има македонци, македонки, како мене, кои што се таму со една јасна цел, а тоа е Македонија. Ве разбирам, вие младите кои што во моментов одбивате
да слушнете и си викате ајде идиотов зборува за политика и сега да ни наметне нешто и кога сите ние вести ги слушате и објави на медиумите ги баталувате заради тоа што сметате дека политика. Морате да знаете дека ова не е политика. Тука се работи за национален интерес и за нашата држава. Вие можеби сега сте млади и ве заболе за тоа, меѓутоа и вие сте дел од оваа држава. Впрочем, иднината на нас младите. Понатаму нашите деца треба да живеат, да творат и да се борат за оваа држава. Ова е почетокот на крајот. Барем за мене. Мене стварно не ме интересира и ме заболе за оние повозрастните кои што се на Твитер и што хейтаат и што плукаат. Знаеш, сакам да им кажам директно на нив, не ме сакајте. Највеќе вреѓајте ме. Меѓутоа во ваква ситуација, ја не сум воопшто битен и мојот став, меѓутоа ја користам само мојата платформа која што е многу гледана за да допрам до младите луѓе кои што подзабораваат што значи Македонија за нас македонците, заради тоа што во текот на овие 4, 5, 6 години се заборави македонскиот идентитет. Македонското е ставено на втора, трета, пета, 17 опција. Затоа се трудам во оваа ситуација да искористам мојата платформа и само да ве потсетам дека ние сме македонци, ало. Ние сме родени во нашава држава и ние сме должни да ја заштитиме. Пред многу години комитите, партизаните загинале, семејства губеле своји татковци, своји мајки, своји родители, своји куки, своје земјиште. Ги губеле своите животи за да дојдеме до независна Македонија, до независна Република Македонија. И сега сите тие сакаат да избришат таа историја, замислете како тие никогаш да не погинале. Ставете се на нивно место, а замислете ние во која ситуација сме, седите на телефоните дома, ги читате тие вести и ве заболе уво. Не сме така, дечки. Верувам дека во секоја друга држава, погледнете на соседна Србија кога имаше протести за банални работи, за покачување на гориво или на што и да е, ќе влезеа во собранието нивно и во парламентот. А сега во ваква ситуација вие останувате дома. Јас не ве повикувам со никаква политичка позадина. Па ќе кажам, стварно не ме интересира ако некој мисли дека е така. Јас ја сакам својата држава Македонија и се ќе направам за да остане така. До јавните личности. Не треба да се плашите дека ако го споделите ставот, а знам дека си ја сакате државата. Не е поентата само да ги празнуваме успесите на нашите репрезентации и во тие моменти да стоиме горди и да збориме за Македонија. Македонија се сака и во добро и во лошо. Сега е лошото и мораме да бидеме заедно. Вие јавните личности мораме да го искористиме влијанието кое што го имаме, да го споделиме нашиот став, да кажеме не на овој предлог. За народот да излезе. Немојте да се плашите од тој момент дека некој ќе ве партизира и дека ќе ве обои. Во оваа ситуација не постои политичка партија, па ќе кажам, во оваа ситуација постои само Македонија. Секој оној што смета дека јас имам политичка позадина или ако некој од вас се обрати и некој смета дека ви имате политичка позадина, за мене е ретардиран човек. За мене тој човек нема свој идентитет. За мене тој човек е хейтер и ништо друго. Затоа апелирам, ве замолувам и ве повикувам вас младите и јавните личности. Протестите траат, секојдневно траат. Јас не обвинувам ако не можете да сте таму секој ден. Меѓутоа, мотивирайте ги вашите блиски, дојдете таму, појавете се, зборете јавно, поддржете ја Македонија. Овој предлог не смее да помине. Јас гледав и слушав што кажуваа Ковачевски и останатите дека не е така и дека се манипулирало. Им верувате? Им верувате после сите и тие изјави тоа што се случи со нашето име? Немојте да мислите дека во оваа ситуација завзимам страна со ВМРО, ДПМН или со левица. Не. Тука се работи за нашата држава и за нашата Македонија. Како за крај, значи си го искористувам својот медиум, својата платформа. YouTube досега многу пати сме го користеле за глупави работи, за пренкови и за некои такви ситуации кои што биле многу гледани. Споделете го ова видео. Сакам ова видео да ги допре сите оние кои што го гледате во моментов. Сакам тука да осетите дека сте македонци, дека живеете во својата Македонија и дека ќе излезете за својата Македонија. И не ме интересира дали сте од Скопје или во други градови, вие сте македонци. И вие морате да си го браните своето. Едноставно како за крај, јас ќе бидам таму, колку што можам, ќе помогнам на оваа држава и ќе се надевам заедно со моите браќи и сестри македонки и македонци дека овој предлог нема да помине. Се гледаме во ново видео. Чао. No phone calls, just text.